Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Почна да се расчистува хаосот на булеварот Крсте Мисирков и просторот околу Битпазар. Ова е веста со која ги започнуваме денешните Урбани вести. Останете со нас. Скопје доби нов цветен пазар. Баскерфест годинава ќе се одржи од 12 до 17 јуни. Младински разговори за проблемите со кои се соочуваат младите од општина Бутел. Турците најбројни туристи, а Скопје најпосетувана дестинација. Почна да се расчистува просторот од дивите тезги околу Битпазар, а со ова Скопје доби нов цветен пазар лоциран позади поликлиниката Битпазар. На местото каде што беа поставени дивите тезги со цвеќиња околу Битпазар, градот планира да направи нова такси станица, да засади дрвореди, хортикултурно да го уреди просторот и да постави заштитни столчиња од двете страни на булеварот. Град Скопје и општина Чаир со поддршка на ИСНАФ на старата Скопска чаршија и комората на трговци на Република Македонија почнаа да ги ослободуваат улиците и тротоарите од сите препреки што го оневозможуваат нормалното одвивање на сообраќајот, во кој учествуваат моторните возила, велосипедистите и пешаците. Веќе започна ослободувањето на булеварот Крсте Мисирков и тезгите околу Битпазар. Со дислокација на тезгите со цвеќиња од тротоарите на Битпазар на просторот позади клиниката, Скопје доби нов цветен пазар. Портпаролот на град Скопје Валјон Салиху денеска изјави дека со ова започнува да се средува хаосот во овој дел од градот, а во делот околу Битпазар е предвидено да се формира нова такси станица, да се засадат дрвореди, просторот хортикултурно да се уреди и да се постават заштитни столчиња на тротоарите од двете страни на булеварот. Дополнително се планира да се уредат и осветлат пасажите во старата Скопска чаршија. Градот овозможи тезгите со цвеќиња кои беа поставени на тротоарот кај Битпазар да бидат поставени на само 100 метри од оваа локација позади амбулантата во Битпазар. Упатува молба до нашите сограѓани да помогнат во овој процес на адаптација на новата локација на тезгите на Цветен пазар. Имаме разбирање дека трговците кои работат во нелегалното поставените тезги вложуваат многу труд за да заработат основните средства за живот. Затоа, во соработка со Скопски пазар, за сите трговци на легалното поставени тезги, обезбедивме простор во рамките на Битпазар под одредени поволни услови. Целта е да изградиме партнерски однос при што никој нема да биде оштетен, ни трговците, а ни учесниците во сообраќајето. Со оваа одлука трговците не се задоволни и вела дека 2 дена никој не дошол да праша колку пари се цвеќињата, а не пак да купи. Исто така не се задоволни од тоа во кој период се дислоцирани, односно вела дека се дислоцирани во екот на сезоната, а додека луѓето ја научат новата локација, сезоната ќе заврши. Никад не беше полошо. Никад. Не памтим тука, 2 дена никој не дојде да ми каже колку е свеќето. И тука баш најлошата сезона не извадат овде. Тоа требаше дали опечеток, дали на крај сезоната да исхадне, да ги учиме луѓето. Овде сега док ги учиме луѓето ми више помине сезоната. Сезоната до 25. И тамо имаше и многу добри излог, и многу добри доаѓаат. Сега више никој не доаѓа. Кој ќе доаѓа овде? Предстојниот викенд на 12 и 13 мај во градскиот парк во Скопје под мотото во боите на виножитото ќе се одржи 5-тиот Скопски цветен фестивал во организација на јавното претпријатие Паркови и зеленило, а под покровителство на град Скопје. Предстојниот викенд на 12 и 13 мај во градскиот парк во Скопје под мотото во боите на виножитото ќе се одржи 5-тиот Скопски цветен фестивал во организација на јавното претпријатие Паркови и зеленило, а под покровителство на град Скопје. Фестивалот ќе започне во сабота во 11 часот со цветно дефиле од фонтаната Лотосов цвет и во него ќе учествуваат деца од предучилишните установи и основните училишта, облечени во боите на виножитото, кои ќе се движат низ 5 различни патеки во паркот, а дефилето ќе го пратат повеќе од 200 велосипедисти.
По свеченото отварање следуваат настапи на повеќе музички и драмски изведувачи, а посетителите ќе имаат можност да учествуваат и во повеќе целодневни активности, како што информираше Елизабета Георгиевска, портпарол на јавното предпријатие Паркови и зеленило. Целта на фестивалот е на едно место да ги собере сите љубители на цвеќето и природата. Идејата беше да се соберат на едно место сите љубители на цвеќето и љубителите на природата, љубителите на уметноста, и за сите ќе понудиме соодветни содржини. Секако се надеваме дека ќе дојдат сите генерации. Посетителите ќе можат на вистина на едно место да сретнат многу цветни аранжмани, да добијат совети нели за се што ги интересира околу одгледувањето на цвеќето, на зеленилото. Ќе имаме и перформанси од страна на некои изложувачи како се одгледува цвеќе, како се одгледуваат дрвата, така да на лице место може посетителите да се уверат, да побараат совети и се што ги интересира. Оваа година на манифестацијата ќе се представат повеќе од 37 изложувачи, цвеќари и фирми за хортикултурно и пејзажно уредување, институции и невладини организации од областа на екологијата. Манифестацијата ќе биде отворена до 18 часот во недела на 13 мај. Индиски спектакл, циркус, џонглери, акробати, магионичари и уште многу други содржини ќе бидат дел од годинашното издание на фестивалот на улични изведувачи Баскерфест, кој ќе се одржи на плоштад Македонија од 12 до 17 јуни. Годинашното издание на фестивалот на улични изведувачи Баскерфест ќе се одржи од 12 до 17 јуни на градскиот плоштад Македонија. На 13-тото издание на Баскерфест ќе учествуваат 30 улични артисти од разни краеви на светот, кои во театарот под отворено небо, што издена ќе ги забавуваат и анимираат жителите на Скопје. Оваа година на програмата на најголемото улично шоу ќе има индиски спектакл, циркус, жонглери, акробати, магионичари, музичари, танчери, како и едукативни работилници за деца, пулт за едукација и помош за бездомните животни и уште многу забавни содржини за сите посетители. Фестивалот на улични изведувачи Баскерфест е поддржан од град Скопје. Безбедноста во сообраќајот, хуманоста, здравата храна и рециклирањето беа истакнати на денешните младински разговори во општина Бутел, како области во кои младите наидуваат на проблеми. Проектот "Младите интегрирано делуваат локално" треба да овозможи формирање платформа каде што гласот на младите ќе биде слушнат и ќе се потенцираат проблемите со кои тие се соочуваат. Младински разговори на тема "Младите интегрирано делуваат локално" се одржа денеска во општина Бутел во рамки на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието. Целта на настанот е да им се овозможи на младите ученици подобрување на културата на диалогот, зајакнување на нивото на аргументирано говорење, потекнување на општествената дискусија на релевантни теми и интеграција во општеството. Во првата фаза од проектот во Бутел се вклучени 4 училишта, и тоа Ацо Шопов, Пано Јадгиновски, Петар Здравковски Пенко и Основното училиште Живко Брајковски. А проектот, кој се спроведуваше 3 месеци, овозможува да се слушнат младите, но и да имаат придобивки во нивните заедници. Во рамките на тој процес, со самите училишта работиме во насока на подобрување на меѓуетничката кохезија во рамките на училиштата, зајакнување на соработката со општините, меѓутоа и на институционално ниво, значи зајакнување на таа меѓуетничка кохезија преку процесот кој што им помага на самите училишта такви активности да се промовираат на училишно ниво. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски изрази задоволство што овој проект се одржува во општина Бутел и ги повика младите да ги постават сите прашања што ги засегаат, но и да инсистираат да добијат сите одговори. Присуствуваат поголем број на ученици за кои што ќе разговараме за се она што во изминатите 3 месеци го работевме на теренот на општина Бутел и по учениците. Тоа се подразбира значи граѓанското образование, интеграцијата. Се надевам дека се ова што денеска ќе го говориме и ќе го трнеме како една тема која што децата
не ја знаат, ќе им биде многу јасна и многу повеќе ќе им помогнеме во однос на се она што го изучивме во изминатиот период. На настанот учество земаа повеќе од 100 ученици и наставници од основните и средни училишта вклучени во првата фаза на проектот, кои дискутираа на теми што се од значење за младите во оваа општина. Наставничката од основното училиште Живко Брајковски, Верче Петрова, истакна дека ова е прекрасно искуство за учениците, кои како проблеми кои може да се решат ги потенцирале безбедноста во сообраќајот, хуманоста, здравата храна и рециклирањето. Беше едно прекрасно искуство. Едната работилница астрономијата како дел од физиката, која што учениците изработија сончев систем нагледно средство кое што ќе може да го користат сите ученици. Лоцираме проблем, бараме решение, учениците бараа проблеми, кои проблеми може да се решат заедно со општината за безбедност во сообраќајот, за хуманост, за здрава храна и рециклираме, оплеменуваме и беа изработки за канти за ѓубре, за отпадоци изработени учениците, оплеменување на школскиот двор и на училишните холови. Со овој проект се формира платформа каде што гласот на младите ќе биде слушнат и ќе се потенцираат проблемите со кои се соочуваат младите. Проекти во кои голем дел се однесуваат на сочувување на животната средина и изградба или обнова на енергетски ефикасни објекти, како и проблемот со депониите. Се темите на кои градоначалниците на општина Ѓорче Петров и општина Разлог од Бугарија ги разменуваат своите искуства во рамки на посетата на градоначалникот Наумовски во општина Разлог. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров, Александар Наумовски, во рамки на дводневната посета на општина Разлог, се сретна со неговиот бугарски колега Красимир Герчев. Од општината информираа дека на средбата, освен што се разговарало на теми од заеднички интерес, двајцата градоначалници се согласиле да работат со меѓусебна помош во иднина, преку размена на идеи и искуства. Акцент е ставен на сочувување на животната средина и што е можно повеќе изградба или обнова на енергетски ефикасни објекти, како и проблемот со кој се соочуваат двете општини, а тоа се депониите. Денеска на делегацијата од Скопје ќе биде презентиран нов проект кој го имплементирала оваа општина со помош од Европската Унија, а исто така се однесува на сочувување на животната средина, што во иднина би можело да биде значајно искуство за општина Ѓорче Петров. Со цел зголемување на безбедноста на учениците и останатите учесници во сообраќајот, општина Аеродром започна со поставување хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација пред училиштата и градинките. Општина Аеродром од денеска започна со поставување вертикална и сообраќајна сигнализација пред дел од основните училишта, со цел зголемување на безбедноста на учениците и останатите учесници во сообраќајот. Првата фаза опфаќа обележување пешачки премини и поставување сообраќајни знаци на улицата пред основното училиште Александар Македонски и клонот Сонце на детската градинка Бубамара во Реонски центар, како и на улицата пред основното училиште Блаже Конески во населбата Мичурин. Во наредниот период се планира поставување вертикална и хоризонтална сигнализација и пред основното училиште Браке Миладиновци во населбата Острово. Општина Аеродром за овој проект од својот буџет издвои околу 1 милион денари. Низ централното градско подрачје може да се забележат туристи што го обиколуваат градот со фотоапарати и видеокамери. На почетокот од сезоната најбројни туристи во Скопје се турците, а она што ги привлекува туристите се природните убавини и културно-историските споменици од различни временски периоди, како и современите градби. Скопје останува најпосетена туристичка дестинација во државава. Бројот на странски и домашни туристи во последните неколку години бележи голем пораст, што потврдуваат и статистичките податоци. Низ централното градско подрачје може да се забележат туристи кои го обиколуваат градот со фотоапарати и видеокамери. Спомениците Војнот на конј и фонтаната, Триумфалната порта, спомен куќата на мајка Тереза, старата скопска чаршија и другите знаменитости се повеќе ги привлекуваат туристи
туристите да ја посетат нашата метропола. Тоа покажува дека Скопје е туристичка атракција во регионот. Бројот на туристи во главниот град е во континуиран пораст, а турците, грците, албанците и србите се најбројни туристи во Македонија. На плоштадот Македонија затекнавме туристи од Турција, кои воодушевено го разгледуваа градот, па ги прашавме како им се допаѓа и што е тоа што им го одвлекува вниманието. Од Турција живееме, многу убаво Скопје, многу од Харне, многу свеharни. И ние сме од овде отидени таму, затоа во овдека многу го смилуваме. Her yeri gezdik. Çok стигнавме. Çok memnun olduk. Çok Много сме задоволни. Она што ги привлекува туристите се и природните убавини и културно-историските споменици од различни временски периоди, како и современите градби. Градските власти во последните неколку години интензивно вложуваа во уредување и промоција на туристичките дестинации. За туристите подготвен е туристички материјал и мапи кои се достапни во туристичките бироа, а можат да се видат и во хотелите и туристичките агенции. Од агенциите информираат дека тие неголемо внимание посветуваат за развој на туристичко-рекреативниот центар Матка, на паркот Газибаба и на парк Шумата Водно. Во овие природни локалитети се поставуваат патокази, се засадуваат нови дрвја и се уредува зеленилото. Од оваа сезона туристичката понуда на Скопје е збогатена со новата рута на Сити Турбас со цел да се презентираат сите убавини и културно-туристички дестинации. На 9 мај во 1945 година, со подпишувањето на безусловната капитулација на нацистичка Германија, официјално беше ставен крај на Втората светска војна. Токму по тој повод, светот денеска го одбележува денот на победата над фашизмот. Светот денеска го одбележува денот на победата над фашизмот. На 9 мај во 1945 година, со подпишувањето на безусловна капитулација на нацистичка Германија, официјално беше ставен крај на Втората светска војна, во која учествуваа 61 земја, со вкупно 2,1 милиарда жители, или 96% од светското население, и која однесе повеќе од 50 милиони животи. Од над 50 милиони жртви, 20 милиони беа од тогашниот Советски сојуз, а повеќе од 30 милиони беа цивили. Во нацистичките логори беа убиени околу 12,5 милиони луѓе, од нив 6 милиони евреи. Материјалната штета од Втората светска војна само во Европа беше процената на околу 260 милиарди американски долари. Македонија за време на Втората светска војна беше на страната на антифашистичката коалиција. Во борбите против фашистичките окупатори, според проценките на историчарите, во Македонија загинале 33.000 луѓе, вклучувајќи ги преку 7.000 македонски евреи, кои беа депортирани во концентрацијскиот логор Треблинка. Со новиот предлог за продажба на алкохолни пијалоци кој го усвои владата, се предвидува да се укинат ограничувањата за продажба на алкохол, но продажбата и понатаму да се врши во лиценцирани продажни објекти. Ке се укинуваат ограничувањата на времето на продажба на алкохолни пијалоци во трговијата на мало и во малопродажните објекти, во кои беше забрането со законот од 2008 година. Владата на вчерашната седница го прифатила предлогот за измени и дополнување на законот за трговија на Министерството за економија, чија цел е укинување на ограничувањата на времето на продажба на алкохолни пијалоци во трговијата на мало и малопродажните објекти. Според овој предлог, продажбата на алкохолни пијалоци во трговијата на мало и понатаму да се врши во лиценцирани продажни објекти, но при тоа нема да се бараат посебни услови во продажниот објект за продажба на алкохолни пијалоци, ниту ќе се ограничуваат малопродажните објекти во кои ќе се врши продажбата. Продажбата на алкохолните пијалоци ќе се дозволи и во киосците. Исто така, со предлогот на законот не се ограничува времето за продажба на алкохолни пијалоци во малопродажните објекти во трговијата. Продолжува период на променливо облачно време со повремен поројан дожд и грмежи. В петок и сабота се очекува процесите да бидат послаби. Во Скопје утре ќе има локален дожд и можност за невреме со грмотевици. Температурата утре ќе достигне 25 степени, в петок 24, сабота 25 и недела 24 степени. Тука е крајот на денешното издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, а вие останете понатаму со програмата на Прва Скопска.